Продолжуваме со една сосема друга тема. Колегата Мартин Николовски веќе за него второ јавување во овој блог во Македонија наутро. Зборуваме, добро утро Мартин, зборуваме за социјалните работници кои што постојано се на терен. Тие работат со ранлива група на граѓани. Со какви предизвици тие се соочуваат секојдневно? Од една страна социјалните работници, нивната работа на терен, нивните обврски, нивните задачи секојдневно, нивната желба и мисија за помош. Од друга страна, очекувањата на граѓаните, но се разбира и сето тоа во обвивка на можностите на системот. Мартин, кај тебе се информациите, те слушаме со внимание. Се надевам веќе се слушаме и те гледаме, повели. Добро утро, Јована, во ова линковско вклучување, одлична најава, нема да должам, само ќе кажам дека наши соговорнички во ова линковско вклучување се Наташа Павикевич Стојменовска, председателка на Сдруженијето на социјални работници на Македонија, како и Марина Матеска, социјален работник. Наташа, добро утро, ќе започнам со вас. Велат дека социјалните работници се тивки херои на општеството. Колку е реално препознаена вашата работа во Македонија? Добро утро, ви благодарам многу за можностите да ги разбудиме нашите гледачи. Со ова убава тема, многу ви благодарам за најавата дека сме тивки херои. Навистина ова, ако го гледаат нашите колеги, ќе им дојде многу убаво како најава. Јас сметам дека во минатото не беше толку препознана, но благодарение на нас социјалните работници, сплотени и организирани преку Сдруженијето на социјални работници на Македонија, полека и те стануваме малку повидливи за пошироката јавност. Видливи сме за оние кои што се нашле во состојба на потреба и во социјален ризик, кога нашите колеги излегле во пресрет и им помогнале да го надминат било каков предизвик. Сметам дека ваквите можности што не ги овозможувате вие како медиуми, но и нашата долгогодишна и посветена работа веќе доаѓа до израз и се гледа дека стануваме видливи веќе и за пошироката јавност и препознаени сме како важен фактор во општеството. Наташа, кажете ми, со какви предизвици се соочуваат социјалните работници? Ова е прашање навистина често поставувано, многу дискутирано. Истото го зборуваме ние и во нашето здружение. Здруженијето, како што реков, е организација од социјални работници кои што сме поврзани, вмрежени, заеднички разменуваме искуства, учиме едни од други и се развиваме нели во нашата струка што сме си ја одбрала. Ќе ви кажам, ако прашате социјален работник во различна област, ќе ви одговори различно. Затоа што не знам колку е запознаена јавноста, социјалните работници не сме вработени само во центрите за социјална работа, туку нема и во училиштата, во градинките, не има во болниците, во психијатриските установи, во воспитно-поправните домови, во Сдруженијата на граѓани, листата е бесконечна. Така што ние преку многу активности во Сдруженијето што ги правевме, се обидовме да пренесеме и персонализирани приказни што значи да се биде социјален работник, но генерално можам да кажам дека се соочуваме со мал број на социјални работници застапени во сите овие области кои што ги набројав. Се соочуваме со премногу административна работа која ни се препишува, а треба да биде стручна и теренска и повеќе посветена кон она што ние сме го стекнале како знаење и искуство, како стручен профил и секако тука препознавањето, доволното препознавање на нашата важност. И најважно, ова ќе се согласи секој социјален работник со мене, е професионалното согорување. Работејќи со сите наши корисници, знаете, малку забораваме дека е потребна и грижа за нас што се грижиме. Но така и таа грижа треба да си ја препуштите и вие самите на себе. Сега кога станува збор, дали е потребна промена на законската рамка со цел
можност да имаат социјалните работници да реагираат многу побрзо, особено кога станува збор во случаи каде што е загрозена безбедноста на децата или пак на ранлива категорија на граѓани? Искрена да бидам, ова е преопширно прашање. Како што кажав, ние како стручен профил сме застапени во различни области. Тоа значи дека сме покриени, условно кажано, и со различни закони. Ако зборуваме за системот на социјална заштита, да, направени се многу реформи, но недоволно. Јас само би сакала ова прашање да го одговорам од аспект на Сдружение на социјалните работници, бидејќи во него членуваат членови кои што се докажани професионалци во сите овие области кои што ги набројав, и можам да најавам дека во нареден период еве работиме благодарејќи на нашата колешка Вера Николиќ, која е долгогодишен социјален работник со долгогодишно искуство, на моментот е во пензија, баш открива една, како да кажам, тема која што можеби не е доволно третирана, и тоа е работата со децата кои што се жртви на семејно и секако вид насилство, но за тоа понатаму можеби ќе имаме во престојниот период можност повторно да споделиме за оваа активност. Се разбира секако дека ќе имате прилика да разговараме повторно и на таа тема, многу значајна тема во нашето општество. И уште едно прашање, Наташа, имам до вас: дали е потребно да се зголеми бројот на социјални работници во Македонија или ве има во доволен број? Знаете, не сметам дека треба да нема повеќе, но сметам дека треба да се зборува и да се работи на поголема професионализација и наше постојано учење и усовршување во различни области. Ова прилика сакам да кажам еве дека една од активностите кои што ќе следат, за кои ќе го продолжите разговорот со колешката Марина, е дека воведуваме еве нови области, ја пилотираме зелената социјална работа. Би сакала да истакнам и да изразам благодарност до владата на Швајцарија и Цивика Мобилитас програмата, кои што се донатори на овој проект заеднички за зелено застапување за здрава животна средина. Проект кој го спроведуваме заеднички 3 партнерски организации: нашето Сдружение, Центарот за социјални иницијативи Надеж и Центарот за младенски активизам Крик. Синергија, поврзување на различни области: социјална работа, животна средина, работа со млади и работа со ранливи категории. Значи, еве ова нека биде поттик дека навистина и пример дека треба навистина да размислуваме не само за бројност, туку и за квалитет, не само за квантитет, односно усовршување во други области. Така, ви благодарам, Наташа. А сега за новиот проект што го започнувате, накратко ќе ни каже Марина Матеска. Марина, за каков проект станува збор, што ќе значи овој проект, која е целта на истиот и какви активности ќе спроведувате наредниот период? Така. Проектот е одамна почнат, се работи за заедничко зелено застапување, кој што го најави Наташа, а она што сега започнува се всушност имплементирање на зелени социјални активности на терен. Она што претходно една голема група на 60 луѓе го стекнала како знаење, сега 30 од нив влегуваат во имплементација на социјални активности, она што зелени социјални активности. Денеска ќе се случува првата средба во живо, која што ќе го означи почетокот на имплементацијата, која што ќе трае негде околу 8 месеци. Од тие 8 месеци ќе си дозволиме да особено е важно да учиме на овие процеси, затоа што се работи за воведување на нешто ново во социјалната работа, значи зелената перспектива. Холистички пристап е особено важен кога станува збор за вклучување и на сите други аспекти, значи од живењето во оваа работа. И исто така, со оглед на тоа дека се работи за комплексни теми и социолошки и еколошки, ќе се потрудиме навистина да продолжиме со градење на заедница која што ќе си помага меѓусебно, ќе споделуваме ресурси, ќе действуваме од место каде што сите носиме некакво знаење, способности, искуство,
и од таму ќе тргнеме да действуваме, затоа што навистина мислам дека имаме огромен потенцијал кој што е неискористен, а кој што баш во ваков предизвик и тоа како ќе многу значи. И се радувам дека вакво нешто започнуваме сите заедно. Има огромна желба и огромно чувство на одговорност кај групата со која што почнуваме да стварно работите тргнат од нас самите, па понатаму да действуваме и менуваме на теренот сегде каде што е потребно и да еден ден се надевам овие иницијативи прераснат во долгорочни програми, активности кои што се дел од системот на социјална заштита и пошироко во работата и во младинската работа и на ниво на политики секако тоа е идеалниот исход од ова што го почнуваме. Марина, ви благодарам. Наташа, ви благодарам за ова денешно гостување. Ви посакуваме успешна работа во вашите активности. На тема социјални работници и Јована утрово разговаравме со Наташа Павикевиќ Стојменовска, председателка на Сдруженијето на социјални работници на Македонија, како и со Марина Матеска, социјален работник.